Досегашната пракса ја реализираме тука во Заводот за урбанизам и архитектура на град Скопје. Ќе се запознаеме како проектантска организација, значи со што се занимава заводот, бидејќи ние во прва година клучевме по основи на градивништво, кажавме дека за да се изготви една документација за еден објект, потребно е да имаме урбанистички проект, значи урбанистички план, така да подетајно, значи за урбанистичките планови, за деталните урбанистички планови, ќе ви објасни колешката Марија, која што еве тука е вработена, кој што работи на урбанизмот и ќе ве запозна како област од архитектурата, со што се занимава урбанизмот, што е урбанизмот и се она што треба вие да го знаете. Еве, повеќе Марија, ја свечам. Јас сум дипломиран инженер-архитект, вработена сум во оваа фирма 40 години. Морам да поправам малце вашата професорка, која што најави дека е ова проектантска фирма Завод за урбанизам и архитектура на град Скопје. Тачно е тоа, ние сме бивши Завод за урбанизам и архитектура на град Скопје. Преку нас помина обновата и изградбата на Скопје после катастрофалниот земјотрес. Меѓутоа, сега со новите измени во општеството, ние се пререгистрираме и сега сме акционерско друштво за урбанизам, архитектура и инженеринг. Го задржавме она скратеница од Завод за урбанизам и архитектура Скопје, значи ЗУАС Скопје. Предимствено, нашата фирма, проектантска организација, се занимава со изработка на урбанистички планови. Урбанизмот опфаќа дејности околу уредувањето на просторот. А за секоја држава, за да опстои една држава, многу важен елемент е просторот, земјиштето, намената и уопште обликувањето и уредувањето на просторот. Значи, држава без простор не би постоела. Така да и значи урбанизмот е таква гранка која што се занимава со просторно планирање на просторот, значи согласно законски регулативи. Уредувањето на просторот или планирањето на просторот се води во повеќе фази. Имаме, значи, просторен план и урбанистички планови. Просторниот план се работи во размера од 25.000 и 50.000, зависи од големината на просторот, и со просторниот план обично се опфаќа цела република. Просторниот план на републиката се изработува на секој 20 години, тој е во суштина зонски план, каде што врши распределба и планирање на просторот по зони, што значи по наменски зони. Значи, највисок ранг на планирање на просторот е просторниот план. После просторниот план настапуваат урбанистички планови. Од тие урбанистички планови, еден од највисоките рангови, тоа е генерален план. Генералниот план се изработува на секој 15 години. Генерален план опфаќа уредување на простор во плански опфат на град. Некоја може да биде некоја поголема населба и се работи исто така во поголеми размери, 1:5000. Генералните планови исто така се зонски планови, а зонски план се подразбира наменско планирање на просторот со утврдување на површина по намена, што значи дека не се навлегува во детално разработување и планирање на просторот во помали единици. Генералниот урбанистички, овде имате прилог на планови кои што, значи, кај нас
во нашава фирма беше работен првиот основен план 67 година. Тоа беше било после катастрофалниот земјотрес, на кој што работеле стручњаци од надвор од некогашната бивша Југославија. Нареден основен план, тоа е 82-84 година, во кој што имав учество и јас. Еве ви еден прилог на начин на изработка на основен, а во последно време со промена на членови во законот и во правилниците. Значи, некогашниот основен урбанистички план сега се води генерален урбанистички план. Еве една визуелна представа што значи основен или генерален план. Тоа значи наменско планирање на просторот или зонско планирање, каде што секоја намена си има своја боја и значи отврени се површините кои што припаѓаат под домување, зеленило, индустрија и така натака. Основа за изработка на овие основни планови значи е просторниот план на Републиката. Нареден степен на разработка на овие планови, тоа се детални урбанистички планови, кои што опфаќаат делови од оваја планирана површина со основен урбанистички план. Деталните планови се работат на секои 5 години. Значи, секоја 5-та година треба да се обнови деталниот план, што не значи дека мора да се чека 5 години по потреба. Може да се направи и почеста измена и дополна на деталните урбанистички планови. Напоменав дека деталните урбанистички планови се обновуваат на секои 5 години, меѓутоа, ако се случи да помине период од 5 години, а не се донесе детален урбанистички план, тоа не значи дека просторот е неурбанизиран. До донесување на нареден урбанистички план, значи на снага е веќе донесениот детален урбанистички план. Со деталните основа за изработка на детален урбанистички план е генералниот урбанистички план. Што значи површината која што се разработува во 1:1000 размера, следи планираната намена која што е предвидена со генералниот урбанистички план. Со генералните урбанистички планови се решаваат во основа сообраќајниот костур во градот од повисок ранг. Додека со деталните, значи се и димензии, магистрални, собирни улици, значи сообраќајен костур од повисок ранг. Исто и комплетна инфраструктура од повисок ранг. Додека со деталните планови се разработува сето тоа, меѓутоа врз основа на планираните параметри дадени со генералниот урбанистички план, тргнувајќи од намена до димензионирање на поедини функции. Во случај, обично деталните планови се работат за градски подрачја. За урбанизирање на села се работи урбанистички план за село. Урбанистичкиот план за село се работи во размера 1:2500 или 1:1000, а тоа зависи од површината на планскиот опфат, како и од барањето и интересот на инвеститорот на задачата. Разликата значи на урбанистички план за село во однос на детален план веќе го спомнав. Ја спомнав со тоа што урбанистички план за село тогаш се работи во 2500, ако се работи во 2500 размера, се работи на ова ниво на зонски план. Додека ако се работи урбанистички план за село на Јадарка, тогаш се работи комплетно со истата содржина, истата разработка како што се работат и деталните планови. Урбанистичките планови за село се работат на 10 години, значи важноста на тој план важи 10 години, за разлика од деталните кои што се 5 години. Сега може да се случи, например, потреба од урбанизирање на некој простор
кој што не е опфатен кој што не е во граници на населено место, не е опфатен ниту со генерален план, а има потреба за планирање на некој простор во тој дел. Во тој случај се пристапува кон изработка на урбанистички план во населено место што значи дека тој простор, пошто веќе од почеток кажав дека нашата територијата на нашата република е веќе планирана со просторен план на Република Македонија, што значи дека тој простор кој што не е населен и кој што не е обработен со друг план, веќе е планиран со највисокиот ранг на урбанистички план, односно со просторен урбанистички план. Во тој случај се урбанизира просторот врз основа на услови за планирање на просторот дадени со просторниот план на Република Македонија. За урбанизирање на еден простор, за изработка на урбанистички планови или детални урбанистички планови или од било кој ранг на урбанистички планови, секогаш прво се работи урбанистичка програма. Урбанистичката програма во кој што се дава метод по кој што се работи, значи со примена на кои закони, цел на таа задача и основното барање. Урбанистичката програма е по барање на инвеститорот, општината, се заверува од членови утврдени од страна на градоначалникот, тоа се стручни лица, архитекти, и по усвојување на проектната програма се пристапува кон изработка на детални урбанистички планови. Изработувачи на детални урбанистички планови, изработувачи на просторен план на Република Македонија, просторни планови може да бидат само дипломирани архитекти со стекнување на право на од почетокот ги полагавме и добивавме лиценција, а сега се овластувања, додека проектантската фирма преку која што инвестира кој што изработува тие планови, добива лиценца која што се обновува на одреден број на години. Така да со изработка на сите плановите се работат врз основа на закон за урбанистичко планирање, кој што го донесува Министерството за транспорт и врски, и правилници кои што се произведуваат од законот за просторно и урбанистичко планирање. Согласно новите промени, потреби и други тековни појави во тек на изменување на периодот, настануваат измени и дополни на тие закони или правилници, кои што ние како проектанти ги вградуваме во изработените планови. Значи, после изработка, деталните планови се работат во две фази. Значи, прва фаза е нацрт план, втора фаза е предлог план. Исто така се изработуваат и урбанистичките планови за села во две фази, и во населено место, исто се изработува во две фази. Првата фаза, пред да се отпочне со изработка, прво се добиваат сите состојба на постојна инфраструктура во просторот кој што се планира, затоа со посебни писмени барања се бараат мислења за постојна инфраструктура до сите комунални организации во тој простор. Тие содржини од комунална инфраструктура се вградува во планот, се работи нацрт план и тој нацрт план се дава на ревизија. Ревизијата изработува стручно лице, архитект, кој што исто така поседува лиценца, тоа обично и секојаш доаѓа вработен во некоја проектантска организација. После добивање на ревидентот дава свое мислење, а проектантот постапува по мислењето, што значи
врши корекции на планот према барањата во ревизијата или во случај ако смета дека неговиот пристап кон планирање на просторот е исправен, а за тоа има оправдање, тогаш не мора да ја прифати забелешката од ревидентот, може да не ја прифати, али за тоа е должен да даде јасно образложение зашто не се прифаќа забелешката што ја дал ревидентот. После постапување по забелешките од ревизијата, планот иде во општината, во градот. Градот дава свое мислење исто така. Обично кај нас градот повеќе се навлегува во сообраќајот. После тоа планот оди на јавен увид, кој што е изложен на граѓаните, кога и обично секој што се објавува во јавни гласила и излагањето на планот го спроведува проектантот и така што секој жител има право, секој граѓанин има право во поглед на планот да даде свое мислење и свое барање. После добиените тоа се поднесува на анкетни листови, обично траат околу 10 дена, 10 до 15 дена. После тоа комисија формирана од проектант, од архитект од општината и надворешен член, исто така случајен архитект кој што е избран од општината, се врши увид на анкетните листови и се постапува по анкетните листови, што значи дека барањата на граѓаните обавезно мора да се согледаат и преиспитат, што значи дека не мора да се прифатат во случај ако има неоправдана причина за да им се прифати или треба да се прифати ако за тоа не постои причина зашто да не се прифати. Меѓутоа, во секој случај, дали барањата од граѓанинот се прифатил или не се прифатил, општината е должна писмено да го обавести секој граѓанин кој што поднесол барање, дали барањето е прифатено или одбиено. После тоа планот оди на совет. На совет се излага исто проектантот, го излага пред советниците. Значи, планот уште еднаш поминува низ една ревизија на прашања од сите советници на општината, потоа има собир на сите комунални представници од сите комунални организации, а предходно проектантската фирма или нарачателот на планот е должен да приложи копија од планот, синтезен план до сите комунални организации, како би имале увид во планот да дојдат припремени на тој собир и истапат со своји мислења. После тоа следи постапување по сите забелешки, мислења. Комисијата формирана исто од општината дава свое мислење за планот. Проектантот поново се враќа планот е проектантот кој што одговара на мислењата, постапува по даденото мислење или го одбива донесениот став од таа комисија во случај ако има причини да тоа нивно мислење не се прифати. По сето ова што напоменав, значи истовремено се добиваат и проектантските куќите, комуналните организации даваат веќе мислење за состојбата на нивната инфраструктура во тој простор, за вградената и планираната состојба на нивната инфраструктура во просторот. Така да, после сето ова, планот оди во како предлог план во Министерство за транспорт и врски. Министерство за транспорт и врски веќе дава согласност. Меѓутоа, Министерството за транспорт и врски дава согласност врз основа на исполнување на многу
барања, усогласување на планот согласно законите, прописите, законски и подзаконски акти. Уз планот обавезно, значи уз предлог планот обавезно се поставуваат сите, што претходно ги спомнав, процедурални состојби до доаѓање на планот до предлог план, значи од ревизија, одговорна ревизија, мислење од градот, барања до комунални организации и мислењата од комуналните организации, заштита на животна средина, културно наследство и така натака. Меѓутоа, сите тие мислења треба да бидат позитивни за да Министерството даде согласност. После добиената согласност, планот оди на совет, се усваја и сето тоа оди во една папка. До усвајањето, кога планот се усваја, ние припремаме во 7 примероци и доставуваме до нарачателот. Значи, до предлог план на папката постои обавезно која фаза на изработка, значи нацрт план, како вид на план и период на плански период на развој. По усвајање по завршување на нацрт, на папката стои предлог план, оди во министерство, по добиената согласност на министерство, тогаш планот е усвоен, се копира во повеќе примероци, каде согласно законот се остава нешто катастар, таму ваму, значи во повеќе примероци. Тоа е поставката за урбанизирање и изработка, барање, изработка, урбанизирање и спроведување на еден урбанистички план. Значи, Законот за урбанистичко и просторно планирање содржи упатства од планирање на просторот до начин на планирање на просторот, до спроведување на деталните урбанистички или уопште урбанистички планови, па дури и казнени мерки ако тие планови не се спроведат согласно законските процедури. Така да планирањето на просторот, како што гледате, е еден многу сложен процес кој што треба да помине низ повеќе постапки до на конечната завршна работа. Рековме дека највисок ранг е просторен план или генерален план на републиката или градот. Меѓутоа, додека деталните планови и овие од понизок ранг ги работат урбанисти, архитекти, за да се изработи еден генерален план, тогаш се вклучуваат голем број на стручњаци, тргнувајќи од економисти, социолози, комплетно еден голема гранка на стручни лица кои што учествуваат во планирање на просторот. Така да овој план 1984 година, спомнав дека се работев на него, го работевме заедно со Завод за урбанизам и планирање на Београд, каде што познати во тоа време докторирани стручни лица од повисоки гранки на занимања беа уклучени за да се добие една точна процена на планирање на просторот. Знаете што ние работиме на компјутер, ја ќе побарам некоја папка од некој стар детален план, па ќе ви кажам. Иначе, оваа макета е работена по обновување на после катастрофалниот земјотрес во Скопје, ако сигурно дека сте учеле дека после земјотресот во Скопје
Скопје беше објавен јавен конкурс за обнова на градот Скопје, кој што беше тогаш прогласен и град на братство и единство или така нешто, удружување, не знам што. Измеѓу многу конкурсни работи учество има и Јапонија, во тоа време познат архитект Кензо Танге, кој што има добиено првата награда, што значи дека ова е работено по замисла на обнова на градот Скопје по проектот од Кензо Танге. Ова е железничката станица, каде што гледате дека има центарот, да, ова значи нека ви биде репер железничката станица. Железничката станица, тоа беше моја прва задача, 74 мислам. Тогаш не се работеше како сега во компјутер, него тоа е на огромни ролни, па се витка и сето тоа. Ки работевме заедно со проектанти јапонци, тие беа тука. И како што гледате овдека се веќе 6-7 перони, тоа бе еден многу се сметаше на еден голем запад со големи потреби, меѓутоа голем капацитет, меѓутоа планот беше така направен тачно, изведбениот, меѓутоа нашите финансиски можности, тогашните потреби ја насочија состојбата на како што е и сега изградена, значи делумно изградена, фазно изградена железничка станица, за сега во сегашните услови добро обслужува. Значи, тоа е еден дел од железничката станица. Ова беше предвидено да дојде денешно ова Маџармало, кое што према планот од Кензо Танге беше предвиден за бизнис центар, административен центар. Тогаш многу перспективно се гледаше и со голем елан на обновата на градот, така да уште во тој период, 70 и не знам која година, јас лично имам работено на, можете да мислите, архитектонски изведени проекти, значи градежни проекти, на овие бизнис кули, каде што беше предвидено администрација и годните катови, репрезентативни станови за тогашните бизнисмени кои што ќе работат тука во градот. Меѓутоа до тоа не дојде, знаете уште дека Маџармало остана така како што е, се правеа повеќе студии, па дали да дојде високо градба, па ниско градба, би беше предложено едно време и еден дел да се задржи како спомен обележие, нешто да се градат нови објекти и сегашната состојба е таква каква што е, со делумно задржување и делумна градба на нови објекти. Ова е градски зид, кулите, кои што се реализирани тука, тука е регулацијата на река Вардар и гледате таму театарот, нешто е изградено, нешто не, Сегашната состојба е, знаете веќе, и најнормално тоа треба да се прифати така, затоа што животот тече, потребите се менјаваат, условите се менјаваат, погледите во животот се менјаваат и најнормално е она што некогаш било планирано, да во случај кога не е реализирано, да се обнови со нови погледи, нови барања, нови желби. Во тој случај кога биделе ние копир на копир, тогаш нема да има планирање, нели? Текот на времето си бара измени, нови потреби, едноставно и ние сме учеле во други услови, вие учите во други услови, гледам, ние ги немаме сите овие помагала. Меѓутоа, заедничко треба да не остане љубовта према архитектурата, према урбанизмот, према уредување на просторот, да си го створите местото каде што живеете пријатно за живот и користење. Толку имав ја што можев да кажам, ќе ви
Ќе ви донесам да ви покажам. Ски центарот водно, нека сега новината Да, што да, е. да, да, Може да. да видат ова дека урбанистички план за поднаселено место. Гледате дека не е во градски район. Значи, Еве како Значи не е во градски реон, не е опфатено со генерален план, а е опфатено со просторен план. Значи не значи дека еден простор ако не е во населено место може да остане, меѓутоа се работи на посебни програми уклучени од владата или општината го донесува така да сите овие опфати кои што се може да биде, да речеме, некои столбови за некои водови, тоа се пак објекти или бензински пумпи, нешто може да се случи. Сето тоа што значи во населено што е во интерес на градот. После оваа програма што беше за реализација на спортски терени. Исто и таму имаме некои места кои што има потреба од таква содржина, нема урбанистички план, значи тогаш се иде со урбанистички план во населено место или локална планска урбанистичка документација која опфаќа обработка само на една парцела. И обично на локална урбанистичка планска документација се оди ако има пристап обезбеден и инфраструктура. Тогаш се планира една парцела и се спроведува истата. Значи, ученици, имавте прилика и можности да се запознаете со урбанистичките планови, со деталните урбанистички, основниот урбанистички план, господјата архитекта Марија урбаниста, која е урбаниста со лиценца. Значи, сите тие информации ви ги даде. Значи, со ова веќе денешната пракса ја завршуваме и се гледаме во наредниот термин во петок на нова практична настава. There's a thing called love that we all forget, and it's a wasted love that we all regret. You live your life just once, sit down, forget about a thing called love. Don't forget about a thing called love.